Добар ден, нова работна седмица. Добре дојдовте на Слободен печат. Еве ги најновите информации. Денеска во Основниот кривичен суд Скопје почнува судскиот процес против Стојанче Јовановски, обвинет дека ја навел на самоубиство својата сопруга Ивана, која со него била во бракоразводна парница, а чиј живот оконча со пат од балконот во скопската населба Тафталиџе на 2 март годинава. А животот при падот го загуби и незината 6-годишна ќерка Катја. Обвинителството го товари Јовановски дека ја навел Ивана на самоубиство, дека и нанел телесни повреди при вршење семејно насилство и дека и ја загрозил сигурноста. Скандал на МРТВ. Песна насловена "Албански територии и земји" беше емитувана на македонската радиотелевизија на вториот канал во рамки на детски фестивал, предизвикувајќи реакции во јавноста поради содржината во сооднос со визуелните елементи на настапот. Изведувач на песната е 13-годишно девојче, кое за време на настапот носи мајца со мапа што во јавноста се поврзува со концептот на така наречена Голема Албанија, што дополнително ја засили дебатата околу пораките што се пренесуваат преку јавниот сервис. Во текстот на песната се пеат стихови: "Летај, летај, Албанио, летај, знамето наше се издигнува над земјата", пошто следува порака за обединување. Ќе дојде ден кога сите ќе бидеме заедно, зашто сме еден народ, еден сон, една цел. Песната завршува со мотиви за слобода и обстојување, со порака дека народот ќе живее слободно. Визуелниот дел од мапата на така наречена Голема Албанија, која опфаќа делови од Македонија, Србија, Грција и Црна Гора, предизвика особени реакции, бидејќи ова е емитувано на државната телевизија на Македонија. Емитувањето на ваквиот настап на јавен сервис ја отвори дилемата за границата меѓу културен израз и политичка символика, особено кога станува збор за програма во која учествуваат деца. Санкционирано е лице од Радовиш кое е управувало возило со брзина од 178 км на час надвор од населено место. Како што информира МВР, станува збор за ПК 33 годишен, против кого се преземени соодветни мерки. Полицијата вчера попладне на експресниот пат Штип-Радовиш го пресретнала ПК со специјално возило пресретнувач и измерила брзина на движење на неговото патничко моторно возило Мерцедес со скопски регистарски ознаки од 178 км на час надвор од населено место, каде што максималната дозволена брзина е 110 км на час. Синоќа во близина на булеварот Климент Охридски во Струмица, територијалната противпожарна единица интервенирала на гасење на пожар во откупен пункт за старо железо. Во пожарот бил зафатен помошен објект, како и дел од материјалите кои се наоѓале во непосредна близина. На терен интервенирале 4 противпожарни возила и 11 пожарникари и спасители. Надлежните апелираат до граѓаните во случај на пожар или друга природна непогода, веднаш да се јават на броевите 112 или 193. Српскиот претседател Вучик прогласи победа. Локалните избори ги одбележа тепачки напади и обвинувања за купени гласови. Српскиот претседател Александар Вучик прогласи победа на коалицијата собрана околу Српската напредна партија во сите 10 локални самоуправи, во кои вчера се одржаа редовни локални избори. Денот на изборите го одбележаа сериозни нарушувања на гласањето и сцени на насилство во 3 од 10 места во Србија каде се одржуваа изборите. Најмногу судири беа регистрирани во Бор, на истокот на Србија, како и во Бајина Башта на запад и во градот Кула во Војводина, каде што пред затворањето на избирачките места, полициски кордон ги раздвојуваше подржувачите на Српската напредна странка од една страна и опозицијата и студентите од друга страна. А еве ги светските случувања. Американскиот претседател Доналд Трамп во интервју за Financial Times изјави дека ја разгледува можноста за запленување на иранската нафта, нагласувајќи дека ја смета оваа опција за најпосакувана. Тој исто така не ја исклучи можноста за запленување на островот Харк, клучен ирански центар за извоз на нафта во северниот дел на Персискиот залив. Според него, Исламската република нема доволно капацитет да ја брани областа, а Соединетите држави би можеле многу лесно да ја преземат контролата.
Трамп на социјалната мрежа Truth Social напиша: "Голем ден во Иран. Многу долго барани цели беа елиминирани и уништени од нашата голема војска. Најдобрата и најсмртоносната во светот. Бог да ве благослови сите", напиша Трамп. Иран се закани дека ќе ги нападне домовите на американските и израелските воени и политички представници во регионот, нарекувајќи го тоа одговор на, како што велат, нападите врз цивилните цели во Иран. Портпаролот на иранската оперативна команда изјави дека вооружените сили ќе ги нападнат домовите на американските и израелските команданти и политички функционери во регионот. Тој рече дека потегот е одмазда за обвинувањата дека САД и Израел нападнале стамбени згради во иранските градови. Војната влезе во својот втор месец. Саудиска Арабија активира алтернативна рута за извоз на нафта, откако Иран го блокираше Ормузскиот теснец, еден од најважните светски коридори за транспорт на енергенси. Според информациите на Bloomberg, така наречениот нафтовод Исток-Запад во моментов работи со максимален капацитет, пренасочувајќи значителни количини сурова нафта од Персискиот залив кон пристаништето Јанбу на Црвеното море. Преку оваа рута се транспортираат околу 5 милиони барели нафта дневно, додека дополнително се извезуваат меѓу 700.000 и 900.000 барели рефинирани производи. Вкупниот капацитет на нафтоводот достигнува околу 7 милиони барели дневно, од кој дел се користат за домашни рафинерии. Нафтоводот Исток-Запад, долг повеќе од 1000 километри, е изграден токму како одговор на ризиците од претходните конфликти во регионот, вклучително и иранско-ирачката војна. Фјучерсите за сурова нафта Брент достигнаа $115 за барел, откако јеменските хути во саботата ги започнаа своите први напади врз Израел од почетокот на конфликтот. Нападите предизвикаа загриженост за бродските линии околу Арапскиот полуостров и Црвеното море, а терминалот Салала во Оман беше оштетен и покрај дипломатските напори за прекин на огнот. Рускиот танкер Анатолий Колоткин со 650.000 барели нафта Урал вплови во ексклузивната економска зона на Куба, што би можело да биде првиот увоз на руска нафта во земјата во последните 2 месеци, објави Reuters. Ова, како што јавува агенцијата, представува прв увоз на нафта во Карипската земја по подолго време. САД дозволија руски танкер за нафта да се приближи до Куба, при тоа крајбрежната стража на САД да не добие наредба да го пресретне бродот. Исклучете го вашиот паметен телефон и вратете го вашето детство. Беше слоганот под кој Австралија ја започна забраната за социјални медиуми за лица под 16 години пред 4 месеци. Но дали забраната беше успешна? И резултатите и впечатоците се измешани. Од брегот на Квинсленд до оддалечената северна територија, некои австралиски домови доживуваат вистинска промена. Паметните телефони се оставаат на кујнската маса наутро, децата поминуваат помалку време на социјалните медиуми, а членовите на семејството почесто разговараат лице в лице. Владата во Канбера вели дека токму тоа сакала да го постигне, да им се врати детството на децата. Во јануари, владата објави дека повеќе од 4,7 милиони сметки што им припаѓаат на деца и млади беа деактивирани, избришани или ограничени, откако законот стапил на сила. Но спроведувањето на законот во пракса се покажа како посложено отколку што се очекуваше. И за крај метео. Утрово е најстудено на Попова шапка, -3 степени, а максимални 9 степени се измерени во Гевгелија. Најмногу снег е измерено на Попова шапка, 59 сантиметри. Времето денеска ќе биде променливо облачно со сончеви периоди. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец, особено по должината на поврдарието. Максималната температура ќе биде во интервал од 10 до 18 степени. Гледавте вести, ви благодарам на довербата. Повеќе содржини побарајте на нашиот сајт и секако на профилите на Инстаграм и на Фејсбук на Слободен печат.